Здраво другари, здраво криптореволуција. Одеме на 15-ка. Одамна не е удрено 15-ка. Значи овака по 15 минути дневни вести. Гледам, браките гледат. Значи не е лошо. По просек колку брат 350 луѓе, 360 луѓе, не е лоша бројката. 400, вали другите немат време да гледат. Интересно е Iris Blessing. Не ги интересира наградна игра, супер, многу пари имат. Чак пат имат, чак пат немат, али тоа е. Толку многу геймери од Македонија, повеќе награди за мене. Моменталната ситуација кај мене е овака. Да имам ја овие пари, нели се нон-стоп луѓето ме прашуваат, да ги имаш овие пари, шо е, брат, тоа е у крипто, тоа е за децата и за жената, ово е за храна. Ки живееме на Орис, брат, и тоа е. И после тоа, бул маркето, тие, тука ќе бидат 2000 пати повеќе и тука ќе бидат 2000 пати повеќе. Тоа е реалноста, брат, без ризик нема. Ако тие ги потрошаш жената и детето или за храна, после тоа, брат, наредните 4 месеци умрели за јадење. Значи, ово е днината, разберете, значи, за вас знам дека е тешко, сите мислат дека е, ово е психолошка војна, другари. Сите чекат бул маркет, демек тука меѓу Кина и Америка една без друга не можат. Тоа да го знаете. Ја ви кажав, се што гледате тука, се е од Кина, ама една работа немам. Што се активираат камерите сега, брачу, сред стрим. Значи, другари, гости ми дојдеа, ама ќе почекат. Мобето е психолошката војна, значи се е околу мене од Кина тука. Не може Америка без Кина, другари, не може, и ќе ви го повторам 200.000 пати. Тоа што се тепат е само пред телевизија. Тука живеат милиони кинези, милиони руси, милиони кажу го азијати и другари, тие луѓе се навикнани да купуваат поевтина роба, тоест роба која е од Кина. Ако се произведува во Америка, нема да ја купуваат, затоа што е многу скапа. Значи, ако се произведува во Америка, работиш во Америка, другари, тоа е исто кога се да сум во Македонија и да земам да купувам работи кои што ги донасат од квалитетни работи од надвор. И ништо нема да ти стигне. Значи, моментално Америка функционира за тоа што целата работна рака на Кина произведува за Америка. Само што разликата меѓу Кина и другите држави е Кина целата таа технологија е реверс инженеринг, употребија, ризикува си нели здравје за животна средина, за луѓе, за се, ама денеска Кина е Star Trek и Star Wars level. Затоа што многу добро го изиграат тоа. Не останаа да се цел живот робови. Сега Кина ќе биде новата играчка на во роботизација и дел Кина ќе биде новата играчка на, кажи го, на Америка, ефтината работна сила. Другото се ќе биде, другари, роботизација. Значи, мене тука буквално уствари треба овака да седеме. Тоест, едеме праша брата, да трейдам многу лошо, буквално брат треба да си купиш такава опрема, за ако сакаш да трейдаш, брат. Значи, ово е роловите. Јас што ви кажувам, дигитална револуција планира во Македонија. Само што никој не може да ме разбере, брат, на што мислам. Значи, еве на што мислам, братче, тоа е мислам на овакво. Другари, тука не знам колку се слуша, али гостите долека барлавеат, пуштат музика и... Значи, биткоин, логото е у Тексас, тоа што значи на елитата, другари, време и тоа е днината. Значи, сите работи пред очи ви ги надуват, рекламират ви ги, филмови, музика, гледаш проекции, огномето у биткоин, значи, луѓе, не може, брат, да сгрешите со инвестирање у биткоин. Затоа викам 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардан, дури 100% да сте у биткоин, два бул маркета ви фалат минимум за да направите еден јак профит, брат. Знам дека сите сакате да купите еден цел биткоин, ама тоа требаше да го купите пред 12 години. Значи, луѓе, друга ситуација, ово не ми се свиѓа баш, дека тие талибанците сега, американците, како да дадеат толку многу оружје, што ние, Србија, Бугарија, Македонија, Црна Гора, Албанија заедно и Словенија нема толку оружје како што ја оставија на овие и сега гледај, активират ги на одредени моменти. Па ќе стане нуклеарна сила, знаете Кина дека е и сакат да кажат американците на копче, гледај братче, таму блиско до вас границите стануваат нестабилни, може да почнат луди војни и
Тоа е одговорот на Америка за моментално Кина што се инате со trade war. Моменталната ситуација може вака да гледате, според тебе, ја например разговарав со 10 денеска од Wall Street трейдери, прашувам ги, што мислите за биткоин, за крипто? О, брат, крај, Макдоналдс вика, одија, крај, вика, се живо ќе пропадне. Тогај, братче, јас знам од како се консултирав со нив, дека они никош живот да не се погодиле, они прво се у промашената верзија дека инвестират наместо крипто. Ја разбирам, нели треба да имате и биткоин, и етериум, и треба да имате и злато, и сребро, и крипто, и биткоин, и акции, ама моментално, брат, ти замисли овие се 15 години у акции, кажуват дека ќе било Макдоналдс за крипто, дека ќе пропаднале, значи дечките 15 години се го изгубили живото. Ако така се толку добри да погаѓат, ние сме за нагоре на Ламборџиното, а они 15 години се у трейд, 15 години се у Америка, 15 години работат, 15 години има драма меѓу Америка, Кина, Русија и не се научили уште играта. 100% брат, че не се баш од најдобрите трейдери, ниту инвестори. Ама јас сакам да ги подбуцнам оти, нели они крипто умира, биткоин 400 пати го умреа. Солана позитивни вести има, тоест Джимини. Другари, не знам камерата дали ќе издрже, многу интересна работа открив, дека фактички многу од ладното, целата батерија замисли се испразнила, значи камерата не држе на ладно, значи синаќе совата тука ја дека, мислам дека од дневната беше многу ладно. Ово да го гледа многу интересно. Поздрав до македонските жени, али треба да се бегаме по Јапонија. Другари, уште оваа ситуација затоа што фактички другари големи проблеми има меѓу Америка и Кина, али ово дефинитивно, брат, може кој има говедо да носи го качи и да се вози низ града и да вика, нели без тоа да се изгладат за партиските, кажу го интереси таму, лепете плакати, значи може еднаш да излезете и да викате браќа, 100% ќе има, немаше да се плашите. Едно бразинско додара, моменталната ситуација е... This is flaming dragon! This is the last horseman, who is this? This is flaming dragon! Okay, Flaming Dragon. Fuckface. First, take a big step back and literally fuck your own face! Now, I don't know what kind of pan-Pacific bullshit power play you're trying to pull here, but Asia Jet... Американските зафраканци никош не сам ги разбирал, али сакав да ви покажам што споделуваат они за врска со Трамп и крипто, они така се изразуват. Они не прават мобет дебати, они вака се изразуват преку клипчиња, мами, што да кажам. Зашто не треба да трейдате, ово е едно од најаките видео што сум ги гледал. Другари, техничка анализа некој ќе ми рече. Така да, другари, за тоа не трейдам. Натаму кога ќе се надам да флипам, ово е малку лошо. President Xi in a few weeks. You're meeting with President Xi in a few weeks. Yeah. If you can't come to an agreement or a deal at that meeting, are we in for a sustained trade war with China? Well, you're in one now. Look, we have 100% tariff. If we didn't have tariffs, we would be exposed as being a nothing. We would have no defense. Значи, ово, другари, да не се плашите, ово е се тактички, нема тука. Ово, другари, се е тактички, уствари, тактички е за тоа што на психолошка база се играат. Октомври, ноември, декември треба да се најдобрите месеци за крипто и тоа е факт. Ке ми се исклучи камерата, тоа е факт, другари, и bull market ќе има. Значи, ако ми се исклучи камерата, ќе треба да пунам минимум сат и пол. Сакат чисто да ве однесат у заблуда. Чекај да имам снимали ово уствари, брат. Не. Значи, исклучи се камерата, али ја продолжувам. Сакат да ве однесат, другари, у заблуда, снимам без вакво, сакат да ве однесат у заблуда, у стило на дека ќе нема bull market, иначе ви кажав, погодив го тоа, дека до јануари месец можно е да се влечеме
да се влечеме нели да се влечеме со овие драми, али другари да знаете bull market ќе има. Значи мора да има bull market и тоа е факт. Значи ако нема и биткоин да остане на оваа сума, а алткоините да не достигнат до all time high колку е било, е нелогично, затоа што нема да бидат интересни. Многу луѓе ќе испузи главата и више никош нема да седат у крипто. Значи ако нема добар bull market за алткоините, брат, кој ќе седе у крипто, брат? Значи не може си трупаа и сега алткоините да завршат едноставно вака со толку ниску, сите да се узагува. Значи вака сите се узагува со алткоините. Само профици сите што чуват биткоин, Ethereum, да речеме, и Cardano што се купиле на 0.16. Оние другите сите се, да речеме, скоро узагува. Затоа што нели се докупувале, плюс и на скапи цени, другари, мора да има bull market, пошто 2026-2027 следува поголема криза, по теорија на заговор следува поголема криза и од таа криза што беше 2008 година, и така да, другари, bull market мора да има многу добар за луѓето у тие 3 години bear market да товарат багемите магарата да го товарат. Поздрав, другари, и чао!